Почитувани, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Викенд издание, не сме се виделе во сабота, верувам, многу одамна да разговараме, но со оглед на ситуацијата и со оглед на немањето можност да се дружиме постојано во комуникација со овие емисии, затоа и одлучивме и да имаме можност да поразговараме во текот на следните 45-50 минути. Се разбира во однос на новите информации кои што се однесуваат на состојбата со регистрираните лица заболени од COVID-19, односно кои што се инфицирани со SARS-CoV-2 или популарно прифатен како коронавирус, е исклучително тешка за споделување, бидејќи најголемата статистика која што и најлошата статистика која што сме имале досега од почетокот на 26 февруари кога го регистрировавме првиот случај во Републиката, денеска имаме нови бројки кои се највисоки досега од сите. 53 нови заболени, 5 мина починати, од кои 2 се починати во текот на изминатите 2 дена, но се регистрирани во текот на денешниот ден поради дополнителни истражувања кои што беа правени. Вкупно имаме 483 заболени од COVID-19, направени се 414 тестирања во последните 24 часа. Досега се направени вкупно од почетокот 4920 теста. Според местото на живење, досега случаи на COVID-19 се регистрирани во Скопје 221 лице, Куманово 93, Дебар 49, Штип 20, Прилеп 24, Тетово 17, Струга 23, Велес 9, Битола 4, Охрид 3, Кавадарци 2, Гостивар 4, Гевгелија 4, Струмица 1, Крива Паланка 2, Кочани 7, се вели во изворот пренесен од официјалната веб страница на Министерството за здравство на Република Северна Македонија. Но, ние ќе разговараме за нешто поврзано со изјава која што ја даде во интервју во текот на синокешното гостување на телевизија Алсат во емисијата 360 степени, министерот за здравство Венко Филипче, кој вели дека вирусот најверојатно ќе заврши со некоја форма на колективен имунитет. Во моментот се собираат повеќе податоци и се работи на вакцина. Дотогаш COVID-19 ќе биде присутен, ќе се јавуваат бранови на пациенти, но битно е растот на нови случаи да биде контролиран, за да може здравствениот систем соодветно да ги згрижи сите пациенти. Тоа што е важно да се напомене е дека од овие регистрирани случаи 483 кои што ги имаме заклучно со денешниот ден, не се сите хоспитализирани. Огромен број од нив се во домашен карантин, односно на домашно лекување, затоа што имаат многу полесна клиничка слика, односно полесни симптоми на болеста, со што можат да се справуваат и во домашни услови, но во случај на отежнување на ситуацијата на здравствената состојба, тогаш се хоспитализираат. Ова што се прави на овој начин, всушност е да не се оптоварува здравствениот систем, бидејќи доколку сите 483 лица кои што ги имаме се хоспитализирани, тогаш на тој начин веќе сме преминале во делот на оптоварување на здравствениот систем. И поради тоа се држи во контрола ситуацијата на ова ниво, само затоа што оние кои што имаат потешка клиничка слика или исклучително тешка клиничка слика и кои што се критични случаи, тие се хоспитализирани. На 0260 91 924 или 0260 91 925 може да разговараме за ова што го напоменав. Како тема се разбира, бидејќи е поврзано со коронавирусот, може да се опфатат и други работи и други прашања. Доколку имаме некој на линија, веднаш вклучуваме. Добар ден! Добро, одиме тогаш со следната линија, првата ни се исклучи. Добар ден! Дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден! Ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, погласно режија, повелете. Вака сега може би малку надвор од темата, меѓутоа еве лично за себе ќе кажам, качив температура. Добро. И се јавив со многу големи болки во грлото, се јавив кематичната. Значи, се слушаме? Да, се слушаме, да, се јавите кематичната. Значи, температура над 38,2, со болка во мускули, со силни болки во грло, значи омалаксеност. На тоа тестирањето што го прават, не они дали треба или не треба. Добро. Значи, ми кажа дека не сум за
за да ме испита. Значи не ги имам симптомите на коронавирус. А рековте имате температура над 38 повеќе дена? 38 со 2, не. Прв ден ми беше. Значи тоа беше пред 2 дена, прв ден, потоа нема. И колку јас не знам, пошто симптомите комплетно сите си имаат. И вели не, значи не сте за никакво тестирање, викам 38 со 2, значи главоболка, гушоболка, значи комплетно она што ги кажуваат симптомите, комплетно сите ги. Вели не сте, значи тест, јас не велам дека виновна матичната. Меѓутоа, според тоа тестот што покажа, вика, не сте вика за тестирање. Мислам дека, погрешно да не ме разберете, треба стварно да се каже дали навистина имаат реагенции и тестови за испитување или пак немаат. За да не мафтаат вака граѓаниве сега, не можам со сигурност да кажам, меѓутоа на тие симптоми да ми кажат дека немате никакви, повторно не кажам, јас не ги обвинувам матичните лекари, меѓу они го имаат тоа најверојатно тестовите што треба, прашањата што се поставуваат. Дали што беше најбитно беше дали сум контактирала со некој што бил во странство? Велам не. Дали сте имале контакти со болен човек? Јас од кај да знам со кого сум била? Сум шетала по продавници на работа со луѓе, со странки, од кај да знам дали некој имал или нема? Така. И мислам дека околу тоа, мислам дека има многу повеќе вакви, значи ке сите матични од други пријатели што слушнав, матичните им кажуваат не, немате симптоми, немате. Така. Мислам дека тоа треба како прашање да се постави. Да, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Баш во текот на вчерашниот ден и колегата Сејат Ризвановиќ имаше интервју со колешката од Истражувачката репортерска лабораторија или скратено ИРЛ, Сашка Цветковска, каде што зборува во делот на пристапот на граѓаните баш до начинот на тестирање, дури и ИРЛ отидува до таму што задзвонија на сите оние релевантни телефонски броеви за тоа, покажувајќи симптоми кои што се соодветни, но дека многу тешко се доаѓа до тестирањето и тоа е еден генерален проблем кој што се посочува од страна на луѓето. Верувам дека во однос на симптомите сигурно не ја зеле предвид температурата, затоа што станува збор само за еден ден. Предпоставувам сега, чисто размислувам во однос на претходни искуства и на оние искуства од другите држави, каде што се чека неколку дена со ред да има покачена температура телесна над 38, па потоа да стане тоа алармантно, но истовремено овде се поставува сега и прашањето за многу голем дел од случаите за кои што известуваше и колегата Владимир Тевчев од Велес и за други случаи кои доаѓаат од Куманово, каде луѓе постсмртно беа дијагностицирани со COVID-19, иако биле заглавени низ лавиринтите на начинот на пријавување и изнаоѓање можност како да стигнат до листата за тестирање. Така што ви благодарам за споделувањето. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огнене, види, ситуацијата е сериозна кај нас. Значи се трудат и лекари и луѓето колку што можат да ги почитуваат сите овие полициски часови и слично, меѓутоа можеби толков ни е дометот. Наискрено и што побрзо, мислам, апелирам, еве сега владата е заеднички од ВМРО и од СДС, мислам, пржинска, добро е што е така, да побарат да смогнат сили, да појдат Кина, да појдат Русија, да побарат помош од лекари, верувајте, ни треба стручен кадар, ни треба лекари нас. Една Америка се покори на Русија и да ја даде помош. Гледајте, Италија ја спаси до негде Кина што ги прати лекарите. Зошто не го сториме тоа ние? Верувајте, значи апелирам, подитно да се стори, владата се труди, меѓутоа толка ни е моќта, кадрите толку ни се квалитетот на кадрите. Ние мораме да побараме помош од надвор. Сега, да ви кажам едно пример. Доста фабрики работат низ Македонија, конфекција едно друго. Зошто тоа не се контролира? Зошто не се контролира, мислам, од утре кои ќе изиват 1000 души, да речеме некоја фабрика, како што се во Штив, во Кичо, слушам, во Охрид работат, некои со позитивни резултати што правиме, после каде 1000 души или 2000 ќе ги средуме. Тука малце да обрни кризниот штаб, значи, внимание, и ќе се поврзам на една мисла од Белински, руски книжевник, кога го прашале кога завршила Првата светска војна. Што мислите за Втората светска војна, вика, тоа е парадоксално. За втората не можам ништо да ви кажам, вика, ама за третата, вика, со голи раце ќе се води. Внимајте се, толку ме наврзува девака, значи, по завршувањето на кризава ќе исчезнат идеите за војна. Значи, ќе останеме чисто да се ви така треба, значи, друг памет ќе ни дојди. Оружјето ќе замре, ќе се продава за старо железо, верувајте. Луѓето свесно веќе ќе изградат еден став дека им треба околината, им треба хигиената. Си требаме меѓу себе. Еве Русија баш ме радува, помогна на Америка, гледате 6 авиони,
со униформи, затоа што некои американците прво кои излегува, обично најлон има како Така, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Ние се уште не сме стигнати до тој степен да имаме потреба да бараме помош од надвор. Ја прифаќаме помошта на оние кои што ја испраќаат, но не сме стигнати до оној степен да бараме од надвор според досегашните анализи кои што се правени врз основа на епидемиолозите и на специјалистите и членовите на кризниот штаб, за разлика од соседните држави како што е Србија на пример, која и побара помош од Русија и ја доби и од Кина, затоа што ситуацијата е многу по-сериозна во соседна Србија за многу кратко време, исклучително висок број на случаи. Вчера имаше нови 305, денеска имаат 148, веќе се искачија на 1624 заболени. Но што се однесува до мислата на Белински, оригиналната таква мисла е од Алберт Ајнштајн, кој, одговарајќи на прашањето за Првата и за Втората светска војна, за Третата светска војна, вели: сигурен сум дека таа ќе се води со копија и со камења. Но во сосема една друга форма. Белински само ја има преработено во таа форма која што вие ја споделивте. Добар ден. Добар ден, Ве слушам, повелете. Следно прашање сакам да го поставам и појаснување. А е врзано во контекст на првата гледачка. Што коментираш. Се увате на матичен лекар. Матичниот лекар констатира по алгоритам дека не сте за тестирање. Изминува еден период, грлото ви поминува и болувањето го затвара матичниот лекар. Работодавачот се сомнева на тие 5-6 дена и не ве прима на работа со сомнение негово, као работодавач. Што и како да се постапи во овој случај? За што со работодавачот, само уште еднаш ме молам, бидејќи нешто не беше работодавачот се сомнева дека болувањето кое го затворил матичниот лекар, како да речеме, он не е стручен да го оценува ковидот или диагнозата или мнението на лекарот. Но тој е примарниот здравствен дел кој што се грижи за пациентите, дури и оние кои што имаат регистрација на заболеност од COVID-19 се консултираат со матичниот. Така, меѓутоа матичниот лекар завршува со диагнозата и го затвара болувањето. Вели дека поминале симптомите за болеста која што ме болела. Ногата ме болела, да речеме. Така условно кажува. Меѓутоа, работодавачот сега јас треба да се вратам, на работа. Добро. Ако треба да се вратам на работа. А работодавачот ми вели не може да се вратиш на работа. Се сомнева во исправноста на... Тогаш ќе се јавите во трудовиот инспекторат во тој случај. Ама работата да не се крене така толкова прашина. Има неколку уредби кои што дали ги читаат работодавците или не ги читаат работодавците, не е важно. Не ги читаат, тогаш се јавувате во трудовиот инспекторат и реагирате кај нив. Не, ама јасно е мене тоа, јас каде треба да реагирам, него работава што не ги читаат упатствата кои министерот за здравство ги кажа, многу убаво ги кажа, па за да ги прочитаат, се јавувате во трудовиот инспекторат, не знам каде е тука забуната. Забуната е кај работодавачот кој... Па затоа постои степен на контрола. Ако работодавачот не почитува нешто што кажала државата, тоа се пријавува во трудовиот инспекторат и тој реагира работодавачот да прочита. Да, благодарам за јавувањето. Затоа ми беше важно да ве оставам до крај. Значи, затоа постои трудовиот инспекторат, односно инспекторатот за труд. Затоа што тој реагира кај работодавачот тоа што работодавачот го негира, не го разбира, не го дослушнал, не го применува или не треба да го прави. Тоа е системот на контрола, затоа ние имаме степени на контрола институционални. Добар ден. Да, добар ден, ве слушам. Сега вака.
Зошто коронавирус нема во шутка? Ме интересира мене. После, зошто тие жени у Скопје, тие кучиња измет сеат по парковите и изедоа 5-6 луѓе. Човечки животи беа упрашање од тие кучиња. А вие често го рекламирате тоа едно жолто куче. После не ве разбирам не ве разбирам, господине, кој ви е проблемот со кучињата? Проблемот ми е, ја имам кокошки и голуби ми ги изедла и човечки живот се упрашање. А вие само на телевизијата ги рекламирате. Се извинувам. И да запестирам Прво, моето куче нема врска со вашите кокошки. Тоа да го расчистиме од старт. А дали кучињата, господине, ве молам и слушајте ме. Дали кучињата кои што ви ги нападнале кокошките и гулабите се нечии кучиња домашни од некого? Абе како луѓето немат хлеб да јадат, а они млеко... Господине, не ми заменувајте тези. Ако немате со кого да си правите муабет, ве молам прекинете алинијава и најдете си некој во соседството во Гранапче да си разговарате. Значи ве прашав многу конкретно. Дали некое куче од некој ваш сосед ви ги нападнало вашите кокошки? Македонија е мала, не ни требат нас актери и Убав ден ви посакувам, поздрав до Кавадарци и најдете си некој да си правите муабет. Ова емисија не може да ви направи замена за тоа. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија, повелете? Ало, добар ден, Ве слушам, повелете. Поздрав од Битола. Поздрав до Битола, повелете. Благодарам. Абе, види, ние се соочуваме на вистина со еден вирус кој крај со крај не може да му се најде сега. За сега сите се, значи, на готов са. Дали Кина правилно и искрено кажа во врска со нивната ситуација, ете американците се сомневаат во бројките што е зафатило во Кина и така натаму. Сега, меѓутоа, многу ми се бенди со тоа што Русија ја помага Америка, Америка ја помага Шпанија и Италија и Франција, значи се врти тука во круг. Меѓутоа, како што еден од претходните гледачи рече, дека зошто нашата влада, значи, па заедно со ВМРО ДПМН од опозицијата не настапат пред странски амбасади или директно да се упатат, значи, во Кина или Русија, било каде да поборат помош, затоа што навистина здравствениот систем кај нас е многу раштимован, ги немаме значи бројките на специјалисти, не сме припремени ни со маски, ни со дезинфекти, ни со оние што се најпотребните, значи за тестирање. Не можем да сватам, еднаш кажува тесто дека си заразен два пати, не или обратно. Се нешто, значи не е овдека 100% кај нас, значи што се однесува до министерот за здравство Венко Филипче, тој настапува една врта како портпарол. Не знам дали се точни титове. Тој е портпарол. За ситуацијата во која што се наоѓаме со пандемијата, тој е портпарол на целата анализа и статистика во оваа држава. Затоа што како инстанца во однос на авторитетот, кој што некој би го имал во Министерството за здравство, тој е прв во пирамидата, под него е, веројатно, иако меѓународот се уште на пат да биде прифатен како висок авторитет и заменик министерот за здравство, а размислете кому повеќе ќе му верувате, на самиот министер за здравство кога ќе застане да ви пренесе информации, или пак на некој кој што не го познавате и кој што е само портпарола, можеби не е дури ни здравствен работник, за разлика од министерот и заменик министерот. Во однос на тоа, во однос на другото, веќе спомнав за помошта, значи кажав уште на почетокот, ние и покрај сето тоа добиваме помош. Ние сме дел и од солидарниот фонд на Европската унија во целата оваа ситуација за Западен Балкан, која што е издвоена, така што во онеј момент кога ќе има потреба, секако дека Министерството за надворешни работи тука ќе се вклучи како дел од
справувањето со кризата во која што се наоѓаме од информациите кои што комплетно се пренесени од страна на државните институции. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Поздрав до вас и до гледачите. Благодарам, поздрав, повелете. Вака, јас сум еден од тие послушните што ги, користам мерките и седам изолиран дома. Меѓутоа, кога слушам вака новости и кога слушам дека ова треба да трае со месеци, Бога ми, ме фаќа и паника и коса ми се дига на глава. Затоа што мојата работа е поврзана со патување. Добро. Значи, ќе ми страда многу работата доколку јас не сум подвижен да одам и во соседниве држави, да патувам, да се гледам со луѓе, таква ми е работа. Так. Имам две прашања. Сега знам дека никој не може конкретно да ни каже дата, до кога ова ќе трае, какви мерки се следни и така натаму, бидејќи гледам дека и луѓе во најстручните моментално не можат да го кажат тоа. Имам две прашања. Дали постои тест што може да ни одреди дали сме ја прележале коронавирус? Да, тоа е тестот кој што се базиран врз база на имунолошки тест, односно за антителата кои што се создадени во организмот. Да, ма јас го разбрав дека тој тест, доколку имате антитела, меѓутоа може да е на некоја си почетна фаза во разболување. Така, но во суштина тоа се истите тестови, значи тестовите ќе покажат присуство на антитела во организмот, без разлика дали веќе сте го прележале или не сте знаеле или пак во моментот го прележувате. Одлично, значи тоа е еден добар податок. Так. И второ би сакал да прашам, доколку сме го прележале, дали луѓе што го прележале веќе се, како да кажам... Преносители? Верувам дека не сме преносители, ако сме долго време, нели, после прележале тоа, овој вирус. И он... Да, во однос на тоа прашање за луѓето што го прележале, веројатно мислите за да продолжат да функционираат како што се функционирало, како што функциониравме претходно нормално катаден. Фазите на истражување се уште и на студиите и анализите во светски рамки се прават. Единствената земја од која што може засега да се земе искуство во однос на враќање на животот во нормалата е Кина, затоа што Кина е единствена земја каде што бројот на заболени е исклучително многу мал, дури најчесто таквите регистрирани нови случаи на дневно ниво се од луѓе однадвор кои што се дојдени, а не однатре од државата. Кај нив само опаѓа бројот на активни случаи, односно Кина во моментот има уште 1558 активни случаи за да дојде до ситуација кога ќе каже дека земјата веќе нема корона кај неа. Тоа ќе биде и првата земја која што ќе излезе од земите кои се зафатени со пандемијата. Така што тоа се истражува. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до емисијата. Благодарам, поздрав. И вака, сакам малце да го релаксираме народот. Ајде. Да кажеме дека ова не е ништо страшно и не е ништо опасно. Со оглед на што јас пратам што се случува низ целиот свет, нели? И сега кога се вели пандемија не бира, нели? Иако е толку опасно, ќе напаѓа сите, како што беше, на пример, велат најризична група е над 60 години. Таа ризична група. Принцов гледам Чарлс, кој беше со една нога трнат на кај земја, има коронавирус, би бил многу добар, објавија. Така да сакам да кажам... Принцот Чарлс не бил со една нога тргнат на кај земја, затоа што има 71 година, тоа не значи дека е со едната нога в гроб. Второ, здравието му било во одлична состојба кога беше позитивен на короната и после недела дена веќе покажа на 2 негативни контролни види да ви кажам вака сега. На 70 години човек и на 20 или 40 години или 30 години не може да има исто здравје. Тоа е точно, но параметрите кои што се гледаат за состојбата на здравието им, мислам да го споредувате принцот Чарлс, кој што во животот ништо повеќе од златно лажича не кренал, тоа ништо не значи. Обичниот народ е малку... Ама тоа ништо не значи.
еден човек, дедо мој на село кој работеше секој ден физички работи со волови, со тоа, поздрав беше од него. Да, но затоа ви живееше 100 велам, години. не се споредливи случаите. И ако јадел он, ако јадел икри, риба, не знам што, или дето ми јадел луки и леп, бил поздрав, 100 години да ми живееш. Но Тоа затоа не е не мерило. се споредливи случаите. Вие ако забележите, регистрираните случаи болни од COVID-19 најчесто се во урбани средини. Вака, јас велам вака, лекарите велат, ризична група над 60 години е високо ризична. Да, Значи, он има генерално во 70 и процент. кусур. Он има 70 и кусур. Да. А е супер. А е супер. Кој ќе кажат на медиуми, Значи, вака сега да ви кажам, ке повторам уште еднаш. Неспоредливо е принц што живее во палата целиот свој живот од раѓање во стаклено звонче и кој што не кренал повеќе од златно лажиче, да го споредувате со некој кој што живее во урбана средина, но во исклучително различни услови, во комуникација со еден тон луѓе, во одење со маркети, во одење во продавници, во фабрики, на работа и слично. Тоа се неспоредливи работи. Кога ќе се земат, например, примерите, зошто не ги земате примерите на два случаја, едниот во Јапонија, другиот во Кина, на 103 годишни луѓе, 103 кои што беа излекувани од COVID-19 и кои што рекоја дека морале да се вратат да си работат село затоа што малку ги кутнала короната. Имате различни, имате примери на 89 годишни кои што се враќаат. Јас ве разбирам што зборувате во однос на принцот Чарлс, ви кажувам дека не е неспоредливо. Но повторно, тоа не го исклучува и негира фактот дека најризичната група се луѓето над 60, особено оние кои што имаат други пропратни, други дополнителни хронични болести, односно заболувања или состојби. Добар ден. Реклами? Имаме реклами? Реклами во продолжение, така велат од режија. Нема лавабо во близина, ќе мора да се испрска со алкохол, барем 70% алкохол, колку да не е без ич, но се разбира тоа не значи дека не треба да ги измиете дланките, односно шаките, кога ќе дојдете во можност да тоа го направите со вода и сапун, затоа што ова е само привремено средство кое што може да ви помогне чисто да се дозаштитите. Доколку имаме некој на линија, одиме со јавување. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот и повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Немој да ми замериш или да ме исклучиш. Ало, јас сум? Да, вие сте на линија, повелете. Ќе видам дали нема да ви забележам или нема да ве исклучам. Повелете. Принцот Чарлс не е Херкулес. Ито има имунитет колку еден човек. Не е баш така, но добро. Добро. Тој што оди на нива е поздрав од него и што пија пол кило ракија, да знаеш. Се согласувам и со тоа. Ете така, да знаеш. Ете така. Јас без разлика не видов ни тема, ни ништо, меѓутоа тоа ме изонади, па добив на прво звонине, прв пат ми се... Вирусот е веројатно ќе заврши со некоја форма на колективен имунитет. Па и јас се сложувам со ова што го кажал. Нормално, затоа што овој грип, јас сум претерано уплашен, меѓутоа, што што слушав еден доктор вака вели, и овој грип, како сите грипови е, меѓутоа, навистина, многу коси, многу умира. Што е работава, не знам. Уште нема умрено толку многу на целиот свет, колку што има секоја година што умира од сезонски грип. Али овој за кратко време многу скоси. Многу брзо се пренесува, многу, и плюс тоа нема. За сезонскиот грип со парацетамол, со аспирин, С витамин 1000, јас кој што пијам, 2 месеци ме држи, може истиот да е тој. Може. Меѓутоа, одам да си купувам 2 месеци, грлото ме понаболува, носот ми поттекува ваму таму, може и да го поминам. Аз сум од најризична група, со 5 бајпаси сум. Меѓутоа, значи, кој ќе се најди лек, како што има лек за сезонскиот грип, кој што делува антибиотик едно друго, ќе биде исти грип како сите грипаи. Така. Добро, благодарам за јавувањето. Истече времето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден.
Последните податоци кои што се однесуваат на светската статистика за коронавирусот од 14 часот и 32 минути, ајде да направиме обновување, да. 14 часот и 32 минути, последната статистика вели дека во светот вкупно има број на регистрирани заразени со SARS-CoV-2, односно со COVID-19, 1.141.069 лица до сега. Од нив излечени се 238.489 лица, а додека пак починати се 61.199 лица. Во однос на земјите, Соединетите Американски држави пред неколку дена се качија на врвот многу рапидно, многу инстантно, затоа што регистрираат помеѓу 20 и 30 илјади нови случаи на дневна основа, а додека пак Шпанија денеска ја надмина Италија во бројот на регистрирани заболени на 124.736, но Италија се уште е земјата со највисок број на починати лица, а тоа е 14.681, заклучно со вчера, со оглед на тоа дека Италија статистиките на дневно ниво ги објавува по 18 часот, така што новите за денеска ќе се за изминатото денонокие 24 часа ќе се знаат по 18. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огна, ја имам своја статистика. Ајде. Еднашката е кудев, еднашката е фалев, а денеска пак ќе те покудам. 5 минути, мојот телефон, сум на линија со тебе, не знам зашто техниката ваша тоа така го прави, треба да ми исклучи ако зафате некој пред мене, меѓутоа да предам на темата. Видите вака. Вашиот дежурен новинар што е пред Министерството или пред владата, ве молам да му пренесете, одnosno ако слуша и да го праша. Зошто кинеската помош никако да стаса? Која е причината, дали пари не сме платили, дали не сака да ни дадат? Значи, тоа се две подпрашања. А во врска со донацијата од не знам која е таму купена опрема во Турција. Јас на еден медиум подразбрав нешто, дали смеам да ти го кажам или не смеам да го кажам тоа? Може, кажете. Наводно, македонската влада вовела мерки за рестрикција на Турција. Се усогласила со Европска Унија на 5 и 6 март. Чув од медиум и за тоа Турција не е тоа рестрикција. Да, само се извинувам да ви објаснам. Не е тоа рестрикција, туку тоа се санкции кои се однесуваат на сосема друга. Се извинувам, не рестрикции, санкции. Да. Ми избега зборот од устата и за тоа, значи вашиот новинар да праша дали е тоа причината што Турција нас не ни го праќа. ТАФ може аеродрома да ги донесе тие апаратчиња противпожарни за луѓе за 1 сат. Джеваир може исто така да се ургира преку тие газди да се донесе. И друго нешто, ќе спомнам за еден политичар, името нема да му го спомнам, кој кажа на една емисија дека Хрватска ние сме подобри од сите балкански држави, освен Словенија. Таму 600 луѓе на ден се вакцинират, кај нас имаме 4-500, значи Хрватска за 7 дена. Да, вака сега. Значи, на Балканот, за сега, земји кои што имаат помалку случаи регистрирано од нас, се Албанија, Косово и Црна Гора. Косово нема да го најдете на ниедни листи, затоа што не го третираат, затоа што не е дел од Обединетите нации како земја членка, и затоа го нема во статистиките, но Црна Гора е последната земја во Европа која што регистрираше случаи и затоа се многу помали бројките од неа. Што се однесува до земјите од поранешна Југославија, да, ние сме најдолу над Црна Гора, впрочем, но Црна Гора тргаме на страна бидејќи имаше многу доцна регистрирано случај, ние сме со најмалите бројки, но тоа не значи дека би останало така. Едноставно кај нас пикот, односно врвот, кулминацијата, да не ме караат македонистите, иако тоа е стручен епидемиолошки израз, пикот ќе се достигне кон крајот на април, како што и спомена неколку пати министерот за здравство Филипче, што се однесува до санкциите кон Турција. Значи, тоа е сосема друга тема, не поврзана со коронавирусот. Тоа се поврзување на аналитичари, веројатно, кои што го прават, зашто не се влегува целата приказна, но ние, бидејќи сме со Европската Унија и со НАТО, принципот, во овој случај Европската Унија, принципот на комуникација на меѓународната дипломатија со Турција, ние во поинаква форма сега. Добар ден.
Добар ден. Ве слушам, повелете. Ајде едно прашање, само бидејќи пред малку во разговор со едни гледачи спомнавте за ризични групи над 60 години, хипертензија и така натаму. Дали тоа треба да знаат и одговорните луѓе во здравствен дом Скопје, бидејќи лекарот што е пратен во Куманово на испомош вчера и недела, има над 64 години, има хипертензија. Лекарот? Да. Лекарот може да е повикан, господине, да работи, затоа што сега и луѓе кои што се од медицината и примериуси и доктори, а се во пензија, се повикани да помогнат доколку сакаат. Добро. Да. Моје тоа. Тие имаат сосема еден друг пристап на комуникација. Тој ако Да, сака може да се повлече, но- може и да работи. Тачно е тоа, но меѓу целата група од млади лекари, дали баш лекарот со 64 години и хипертензија, тој што требал прв да иде на испомош. Ако не сака, тој може да се повлече. Станува Да, збор не за, може. за лична одлука. Не може, нажалост не. Тогаш треба некој да го пријави тоа и самиот лекар треба да го пријави тоа во трудовиот инспекторат. Ништо, благодарам. Благодарам за јавувањето. Тогаш тоа е прекршување на правата, тоа е веќе сосема друга димензија на она што го зборувате. Ако е принуден лекарот да работи и ако е со дел од листата на хронични болести, тогаш тоа е прекршување комплетно на сите оние параметри и уредби кои што се дадени од страна на кризниот штаб и на владата која се соочува со пандемијата. И тоа вие, ако го знаете, вие тоа треба да го пријавите во трудовиот инспекторат, ако не сте и вие самиот лекар што се јавивте. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Многу исправно е мислењето на господинот Филипче за прашањето на колективен имунитет. Тоа го знаеме од СЗО, Светската здравствена. Меѓутоа, прашањето е каде е клетката на стварање на тој колективен имунитет? Оздравените личности. Македонија е на најзедно стапало на оздравени личности. Оздравените личности на некој начин представуваат борба против вирусот. Меѓутоа, ние сме на долно ниво. Зошто? Нашиот санитетски систем не беше спремен. Не викам дека се криви тука ни една политичка партија. Меѓутоа, крива е комплетно целата држава Македонија, што не створи санитетски систем припремен недека во јануар-февруар, кога веќе Кина, знаевме дека ќе се еспандира во Европа, па и кај нас на Балканот. Ние најмалку бевме припремени. Зошто е тоа така? Затоа што имаме уште конфликти на интереси меѓу партиите. Една, две и третата која е неутрална, медитират. Затоа треба преседателот да ги земи во своји раце конците. Оваа ситуација, на ваква ситуација безбедносна, заштитна, како да ја наречиме, мора преседателот да биде поактивен. Гледајте го Вучич, гледајте го Матарела, гледајте ги другите преседатели. Нашиот преседател од народот е избран, не е назначен. Овие во владата се назначени. Моментално чак и не назначени. Така да мора преседателот да ги земи работите во свој раце. Мора да побараме средства да помогнеме на здравствениот систем. Луѓето здравствени умираат. Верувајте му. Благодарам за јавувањето. Тешко нас, ако се обидуваме да земеме пример од председателите на држави од соседни земји. Особено на одредени. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Здраво, добар ден. Добар ден, повелете. Сакам уврско со вашата тема. Добро. Како новинар да ме прашаме, што ќе биде после вирусот? Враќање во нормала полека. Знаете ли дека доста работници ќе останат без своите работни места? И веќе и останаа голем дел. И веќе останат? Да. Што ќе правиме после коронавирусот? Ќе продолжиме да живееме и да се бориме за тие што им биле нарушени правата. А имаме многу
што се нарушени правата од сите сектори, не само работници, граѓани и така натаму. Сега не ќе да давам у голема дебата, али е добро како новинар да ги истражите повеќе вие точки, па да може и повеќе теми да отворите. Да, ги отвораме темите и ги истражуваме. Доколку следите, ќе видите дека не само ние, туку и многу други медиуми тоа го прават и пријавуваат постојано прекршување на правата, особено на работниците, со испуштање на работници од работа. Фала и благодарам се. Да, благодарам за јавувањето, ве поздравувам и вам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Па да ти кажам право, ти завидувам на нервните. Секој со својата работа. Прво има кој да бере гајле за се и мислам голем поздрав до целокупниот медицински персонал во државата. Тој е прв на удар и наједноставно нема кај да оди, тоа е и работата. Так. Друго, гледам дека државата, владата исто води спетка за сите, за работни места, за се. Немој да замислуваме дека некој ќе дојде со чаровно стапче и ќе ни направи секако ние што сакаме. Мора и ние нешто да допринесеме во државата. Нашата, мислам, дисциплина, се не да шетаме, сега добро е што вака се заведе. А никој да не кажа дека држава била неспремна, па зато ни се деси ова. Кој ќе знаеше какви држави се од нас и појаки и поголеми беле сили се во светот, па еве не може да се справат по Америка, во Италија, не може да се справат. Ние сега една мала држава на Балканот, даними се на улица од некој Чикаго, и сега ние требаше пример да видиме во светот како ние се може да направиме и ние знаеме. Затоа ти викам да му дозволиме, министрот одлично си брка работа за здравство Филипче, и да му дозволиме на сите и министри си да работат онака како што работи и да терат тие повеќе бера гајле за нас отколку ние за нив. Така. Пријатно и фала. Пријатно, благодарам за јавувањето. Кога ќе заврши целата оваа работа, се разбира дека ќе постојат еден дел тимови кои што ќе работат на анализа и на истражување и на носење заклучоци, кој како се справил со целата оваа ситуација, и генералите тогаш ќе ги гледаме, но во секој случај до тогаш тоа е што е. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Може во емисија или? Да, во емисија сте вклучени веќе директно, повелете. Да, добар ден. Добар ден. Добро касни со телевизија. Да, само намалете го тонот на телевизорот, затоа што ќе создава фонија. Само има еден апел. Ајде. Работим како возач. Добро. Така, возим камион, мислим, нема веска. Ги слушав јавното предпријатие за државни патишта. Има изјава дека нивните ангажмани за градење, ќе продолжат, дури и ќе се наголемат. Во овој период сега. Би сакал чисто, дали некој воопшто некој ќе гледа градежните работници, пошто работиме у градежништво. Ги гледа некој градежните работници кога ги товараат во автобуси, комбиња и како, верујте ме, како сардини. Дали тие луѓе немаат фамилии дома, дали некој превзема мерки со нив? Ме сваќате што сакам? Да, ве разбирам. Така. Второ, дали некој иде да види како им се дели таа храна? Се извинувам, како што? Храната на објекти која им се дели. На градежните работници, добро? Така. Им ги делат со некои комбиња, со некои казани смешни, во тањири, со лажици, вилишки. Дали тие луѓе некој ќе ги заштити? Така. Дали некој размислува, тие луѓе идат дома, имаат фамилии, а јадат во групи, јадат во... Верујте ме, само да го видите како тоа изгледа. Така. Дали некој размислува за градежништвото? Само колку тоа би сакал. Добро. Поздрав. Поздрав и до вас, ви благодарам за јавувањето. Режија ќе ве замолам потивко ако може.
Градежниот сектор, кој што го спомена и гледачот, вработува 7% од вкупниот број вработени во македонската економија и во изминатите години беше една од главните движечки сили за нејзиниот раст. За жал, и за овој сектор се неизбежни последиците од кризата предизвикана од коронавирусот. Зоран Јовановски, главниот советник на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија за економски прашања, вели: во моментов, работењето на компаниите од градежниот сектор се одсликува со строга дисциплина во вонредни околности. Секојдневно се следат сите активности и преземените мерки на државните органи и институции и доследно се почитуваат сите препораки кои ги пропишуваат институциите и кризните штабови оформени од релевантните државни органи. Се преземаат и дополнителни активности, се со цел подобрување на состојбите. Во некои од компаниите се оформени и сериозно организирани кризни штабови, кои секојдневно ги пренесуваат мерките и активностите на официјалните кризни штабови, но и пропишуваат мерки и активности за вработените кои треба да се преземаат. Градежниот сектор, според Јовановски, директно е поврзан со сектори кои се први погодени. Транспортот и угостителството се дел од секојдневните активности поврзани со работите во градежништвото и нивната состојба се одразува врз секојдневното работење на компаниите. Градежниците се подготвени и работат и се обидуваат да го задржат континуитетот и во овие услови на вонредна состојба, иако не со полн капацитет заради доследно почитување на мерките и препораките. Кај градежните компании владее страв од финансиски крах од една страна заради проблеми со наплата на побарувањата и од друга страна заради финансиските обврски на компаниите. Тоа е кога многу зборови употребувате и многу реченици кажувате, а всушност ништо не сте пренели што треба релевантно. Добар ден. Добар ден. Паднав на искушението. Самите во Македонија, самите македонци. Ако работниците 14.500 минимална пензија по фабриките, кои исто и така има семејства во детските градини деца, имат кредити, имат станови за плаќање. Администрацијата во Македонија се виде сега колку се ние само егоистични, саможивни, како да кажам. Не се сложуваат да им се смали, да бидат минимална плата и 14.500. Значи, самите себе не се најхумани, самите себе, кај нас во Македонија уште зависта. Уште зависи материализмот, уште зависи нечовечкото, уште зависи на културата. Вирусот кој пред овој вирус не фати не е излечен. Тој пред 2-3 години таа епидемија во Македонија фати, нели, по сите институции. Тоа тешко да се залечи. Меѓутоа, ние треба, како што се председател да преземе со своите раце оваа состојба, како што тоа го прави председател на Русија, не нашите политичари, кога сите се светува таму кај сите што може да помогнат, дали кинезите, дали русите. Кога денеска во Србија 11 авиони само денеска пристигна помош. Нашите немаат обрата, никон Кина, никон Русија. Затоа што нашите се кинисати посеталата по ѓавот од материализмот. Дали во овие денови се слави да се вее знаме кога во овие денови во Србија 2010 погина од бомбардирањето на НАТО. Ние кинисаме по НАТО, по ѓавот, по сатаната. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Убав ден ви посакувам. Тоа да си го правите муабет подома со пријателите, што е надвор од темата. Кога ќе биде тоа тема на муабет, тогаш може да се јавите слободно. Следен на линија, добар ден. Па вака би рекол, значи Филип ще не измислил топла вода со оваа изјава што кажал. Значи, ово го кажа многу други пред него. Така да ти кажам искрено, јас сум многу разочаран од здравството, за талка. Затоа што здравството дозволи да немаат заштитни оддела во ситуација кога во Кина гори пламен. Значи, во Кина уште треба да учат школом, а не да гледат како се иржи некои покрај телевизорите и со daljinското да појачува тон или да намалува, како јас сега што го правам во моментов тоа, што значи дека требаше да се спремат и да очекуваат свашта. Тоа свашта дојде, ама они не беа спремни да дозволиш ти медицинско лице, па човеч, па ја идам на пат. Знаеш, отприлика што работам. Па веруј ми, војна сум водел да се излеше од фирма заштитни маски, ракавици и средства за дезинфекција у локомотива. Значи, успеав да го издействувам тоа заедно со колеги, нормална работа, не само ја. Иначе, поопшто и нас не ни дава, ама мора да се даде. Што се однесе, значи, до нив, они тоа не го издействува, требаше тоа се бара на велико. Штом ти доаѓа пациент, било како, од кај го знаеш каков е, мораш да биде заштитен во ваква вонредна ситуација. Полициски часови се прават, а они не спремни. Ми беше мовето и оваа администрација, веќе кога се воведуваат како Куманово, веќе треднеме
полицейски часови. Добро е за администрацијава да ангажираат добар дел од нив и така се бадјалџи дома седат, да бидат у некои кол центри, па кога има некој потреба за нешто да се обезбеди било која потреба, да реагираат. Гледав по Хрватска на Ал Джазира преска, идат од кол центри луѓе доаѓаат и идат по селата. И покажа у тие некои села таму вика ниједен нема со коронавирус. Поздрав пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Јас би сакал да кажам неколку збора на оваа тема. Ајде. Првин, исклучително го ценам господинот Филипче. Добро. И може би се сложувам со оваа негова изјава дека најверојатно кризата ќе заврши со некоја форма на колективен имунитет. Меѓутоа за нас како држава, мала држава со мал број на жители, може би некако ќе помине тоа, но сепак замислете ако тоа го направи Кина да има форма на колективен имунитет, колкава цена ќе платеа они, во смисла на они се 2 милиарди некаде и да речеме 4 или 5% смртност, колкав број на луѓе ќе имаше починати. Така. Како успеава кинезите да завршат работата? Тука треба нашите луѓе добро да размислат и да копираат се што направија кинези. На овој начин, со вакво размислување, само ќе потврдиме дека само држави и народи кои што имаат силна идеолошка матрица, во смисла на кинезите со својата комунистичка партија, можат да решат еден ваков проблем. Во целиот останат свет капиталистички е иста ситуацијата од лоша по лоша. За жал на луѓето, ни криви, ни должни, бидејќи основното организирање на еден народ сепак мора да оди преку државните институции, а не сами да ги земаат работите во свој раце. Така. Добро. Благодарам за јавувањето. Благодарам режија за знакот дека сме на крајот на емисијата. Ви посакувам убав ден. Останете со телевизија 24. Во продолжение следува дневникот во 17 часот, а потоа повторно ќе се дружите со колешката Слободанка Илиевска. Во случај доколку нема некакво вклучување во живо од пресконференција поврзана со актуелната состојба со пандемијата од COVID-19. Пријатно од мене. Thank you.